Со панаѓур, свеченост и пригодна програма. Денеска во Прилеп беше традиционално одбележан 17 ноември, светскиот ден на предвремено родените бебиња. Во Прилеп годишно се раѓаат од 400 до 500 деца, од кои што 30 до 40 се предвремено родени или некаде од 7 до 9%. Од Сдруженијето на мајки на прерано родените бебиња од Прилеп побараа законски измени за зголемување на породилното отсуство на мајките, кое што сега изнесува исто 9 месеци, како и кај нормалното породување. Децата кои што се во инкубатор, мајките си одат дома сами без деца. Значи детето може да се врати кога мајката треба да оди на работа. Значи 9 месеци да лежи во инкубатор. И значи бебево се враќа дома како бебе, тоа не е спремно како другите деца. Кога нормалните дечиња проодуваат, ние мајките на прерано родени деца ги учиме да јадат без сонда. Значи тоа е преголема разлика. Причините за предвремено раѓање може да бидат и одредени болести кај плодот и кај мајката и разни инфекции. Затоа според гинеколозите потребно е редовно следење на мајките во текот на бременоста. Наша цел е сите пациентки кои што ќе ги детектираме дека имаат ризик од предвремено породување, заедно со матичните гинеколози, да ги следиме поинтензивно, правилно да даваме терапија и да ги насочуваме и да ги едуцираме во кои ситуации како треба да делуваат. Нашата болница ги прифаќа породените дечиња над 34-та гестацијска недела. Так, сите пациентки кои што се дојдени во нашата болница со услови за транспортирање на клиниките во Скопје, ние успеваме да организираме транспорт. Тоа се деца пред се со неразвиени малтене сите органи, поради тоа имаат и почести, односно повеќе проблем морбидитет и почест, односно зголемен морталитет кај прематурчината. За 2023 бил 7% од вкупно живородените деца, а во 2024 9%. Се бројот се зголемува со оглед на динамичниот живот на општо на населението, на мајките. Во состав на настанот имаше и донација од еден многу потребен современ пациент монитор, засител Дарко Штарговски.